Не се знае дали Гевгелија ќе има референдум на 23 април. Иако овој датум излезе во јавноста, издруженијето Спас за нас го промовираат во кампањата против рудниците. Денеска општината закажа итна седница на која ќе одлучуваат за датумот, бидејќи во одлуката од последната седница тој не бил прецизиран. Советниците веќе реагираат дека целата постапка е избрзана и сметаат дека многу се чекало за да се реагира по ова прашање. Концесија за детални геолошки истражувања е потпишана на 27 мај 2013 година, еве го службен весник на Република Македонија, потпишана концесија од магистер Владимир Пешевски како заменик на претседателот на владата на Република Македонија. Значи, од тогаш поминаа 4 години, ова Сдружение на граѓани, односно нивните членови, не најдоа ниту време, ниту начин, на кој начин да го обавестат граѓанството за ова еколошка катастрофа што ни доаѓа. Исто така, затоа и самиот градоначалник, затоа што на моето прашање на последната седница, на паузата, зошто он не го обавестил населението, одговор добив дека он не знае дали потпишал таков документ. Без разлика дали потпишал или не, оди по автоматизам, после 15 дена тој е валиден, но обврска имал градоначалникот, морална обврска да го запознае населението за она што ни предстои, односно за она што ќе се работи на Кожу планина. Вечерва ќе се знае кога ќе одлучуваат гевгеличани дали на територијата на нивната општина ќе се отворат 2 рудника за злато. Иницијативата за ова прашање да биде референдумско ја поднесе Сдруженијето на граѓани Спас за нас, кои велат дека регионот ќе претрпи несогледливи еколошки штети од развојот на рударството на територијата на Гевгелија.